Еве направивме таа хокејска измена со мене колегата Дејан Андоновиќ, кој што е задолжен за следење на меѓународните политички и други развои, настани и така натаму. Дејане, денеска во Белград е мирно, бидејќи таму во принцип петок, сабота и недела се резервирани за протестите на оваа организација во која се обединија опозиционите партии, граѓански движења и така натаму пред се против претседателот Вучич. Беше жестоко минатиот викенд. Какви се коментарите воопшто после овој изминат викенд и упадот на протестантите во Радиотелевизија Србија? Коментарите се од прилика кај оние разумните луѓе, остана дилемата, морам да признам и кај мене лично, остана дилемата зошто после 5 недели некакви протести во градот, државната РТС не пренесува што се случува и зошто е толку проблем да гостуваат представници на тоа граѓанско движење во тој втор национален дневник и кој тоа треба да го одлучи. Бидејќи, Сашо, интересно е, тоа го разговаравме и порано, РТС е некако обвинет од опозицијата дека под спрегата на власта не ќе да дозволи гостување и пренесување на настани од таа нова, здружена на некој начин опозиција по урнекот на ДОС од 2000 година, а од друга страна да подсетиме дека и самиот Вучич многу пати во изминатиот период го критикуваше РТС, дека таму новинарите се останати од претходниот систем, дека не ги викаат во своите програми. И јас лично и гледам коментарите на оние обични луѓе во Србија дека не е јасно што е всушност проблемот со РТС. Не се оправдува оно што се случи во саботата, тоа секако. Тоа секако, но зошто не се направи еден исчекор да гостуваат представници на таа опозиција? Нешто се случува на белградските улици. Треба да се бидејќи сепак поодблиску ги пратиш, ги следиш сите тие настани. Растат ли протестите или што би река се јањаваат или се намалуваат? Какво дали ова можеби известно радикализирање суботот во РТС не беше потреба некаква да се направи точката на радикализирање од саботата вечер, денеска колку што последните информации укажуваат дека се чека 24 часа да се види дали ќе се ослободат тие притворени за кои опозицијата бара и вели да се аболираат. Од друга страна Вучич најави дека ќе се ослободат оние кои имаат само прекршочни пријави, но никако оние кои имаат кривична пријава како човекот со моторната тестера. Некако интересно, Сашо, ако и веројатно ти се согласуваш со мене, ниту опозицијата, ниту власта не очекува дека она ќе се случи саботата вечер. И да бидам искрен, јас бев изненаден дури од релативно мирната реакција на полицијата. Не дојде потешки инциденти, имаше таму и провокатори кои што може би. Да, полицијата ми се чини дека 5 недели добро ја менаџираше таа работа по Белград. Ние не слушнавме никаков инцидент, освен уфрлени групи како она со бесилката или еве овој со моторната пила. Од една страна го имаме Вучич и тој ни е нам прилично познат, бидејќи се работи за политичар кој го следиме со години, кој знае да биде тврд во ставовите, решава така тешка агенда и така натаму. Но од друга страна, кој ќе се види оваа коалиција на опозиционерите, таму има се и се што го имате овој Обрадовиќ кој што е од Двери, кој е една радикална националистичка десничарска организација. А причина е левичарот кој пред 5 недели изеде ќотек од некои луѓе за кои обвинија дека се луѓе на Вучич, тоа е нели лидерот на нивната тамошна левица, кој некако ако примети лидерите се Джилас, лидерот на Демократска странка и Бошко Обрадовиќ. Бошко Обрадовиќ беше бутнат во првите редови пред се поради тој свој пратенички имунитет, колку и да го нудеше дека нема да се повика, сепак знаеме законски дека е заштитен и дека ќе мора парламентот да потроши најмалку 5-6 дена да му го одземат мандатот. Тоа веќе го видовме во Македонија. Имаме такво искуство. Добро, која е оваа преокупација на Вучич со Македонија? Повторно, да кажем, нагласено спомнува улогата на Македонија, Заев го спомнува по име. Тој дека најави, нели дека Што е тој, мислам, има некаква реална основа, бидејќи јас се обидувам да истражам некои од тие работи, тоа мене ми изгледа прилично сериозно да го говори претседателот на Србија, а да нема никаква реална докази, да, вмешување на соседна држава. Па вака, видовме и у саботата каква е позицијата на Вучич, као јас сум многу силен, вие сте никој ништо, никој од вас не дошол на овие позиции преку избори, со вас ќе разговарам, дали рече, само во собрание, со тие што ќе бидат избрани, но не и со Бошко Обрадовиќ, бидејќи тој е единствениот представник во парламентот. Од друга страна ми се чини он мора да ја оправда на некој
некој начин својата позиција на надменост. Зошто е надмен? Он се повикуваше денеска дека чека Volkswagen да дојде, чека да одбележи годишнина од НАТО бомбардирање, дека ќе ја прават онаа фамозна воена парада на 9 мај како дел од победа над фашизмот и дека он нема време сега да се расправа со некои таму што 1234 како ги 24 ги преброиле. Ги преброиле веројатно по базните станици на мобилните телефони. Во секој случај едно игнорантско однесување како и претходните 5 недели, сепак мене и од натаму ми остана дилемата зошто толку игнорантски однос. Од друга страна тој мора да покрие на некој начин, да има некој алиби зошто тоа му се случува во Србија. Ако е све во ред, зошто тоа му се случува? Сега пронајдоа аналитичарите дека можеби Србија и она на мета, бидејќи Србија ќе остане вакуум простор на земја која нема да влезе се уште во НАТО. Знаеме и зошто, нели пред 20 години беа жртва на тоа и сега некој сака него да го урне, да дојат некои други да го продадат Косово. На кратко, која е твојата прогноза на каде ќе се развива, да речеме, во некаков догледен период целава ситуација? Во секој случај опозицијата барем има обид да се здружи, да го направи она што 2000-та на 5 октомври го направи, тоа е здружената опозиција, после тоа испадна као што испадна. Ми се чини дека ќе има окрупнување на протести, меѓутоа мислам дека тоа ќе се случи дури во мај, јуни, кога и официјално ќе се реши косовското прашање, ќе го остават веројатно Вучич да го реши косовското прашање. Од друга страна, многу се важни овие 24 часа, ќе мораат и двете страни да бидат поразумни. Едната страна да дозволи конечно да влезат во РТС, па што ако влезат и 5 минути и пола сат, не разбирам. Од друга страна, опозицијата и Бошко Обрадовиќ ќе мора малку да ја спушти топката, бидејќи многу радикално настапува, веќе му е извадено и потеклото дека ја пропагира онаа фашистичка политика на Димитрije Љотич од 40 во суштина, која никако нема да му оди ниту на Вук Јеремич, ниту на Джилас, ниту на било која друга разумна партија, особено што Бошко Обрадовиќ е и антиглобалиста и антисемитиста и се што е. Така да ќе видиме у наредните 24 часа ќе биде дали ќе преовладе разумот, ќе дојде демократија, протести нека има, но да се мирни или може да дојде до граѓанска војна. Па да се надеваме дека до таму сепак нема да стигне. Нашата Кристина Атовска е инаку во Белград и ќе имаме прилика да се видиме со неа и во Дневникот. Вам, почитувани гледачи, ви препорачувам да останете со нас. За 5 минути почнува редовниот Дневник на 1 ТВ. Јас сум Сашо Ердановски, овој понеделник се гледаме за 5 минути.